Време е за најновите информации од регионот Македонија и светот. Започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Се реконструира автопатската делница Неготино-Демиркапија во должина од 16 км во двата правца. До 25 декември е пријавувањето на субвенции за земјоделските камати за проектите поддржани од ИПАРД програмата. Изложба на уметничка фотографија на Димитар Чунговски Чунга, насловена "Два света". Државната изборна комисија денеска работи по последниот приговор поднесен од коалицијата предводена од СДСМ. Станува збор за избирачко место 2011 општина Теарце. Валентина Михаловска ги има деталите. Државната изборна комисија денеска работи по последниот приговор поднесен од коалицијата предводена од СДСМ. Станува збор за избирачкото место 2011 општина Теарце. Членот на ДИК од СДСМ Игор Милев истакна дека се сомневаат дека во ова избирачко место е направен така наречен бугарски воз. Бедредин Ибраими, членот на ДИК од ДП, ја исклучува таа можност исто како и Силвана Бонева. Членот на ДИК од ДУИ Субхи Јакупи побара дополнително преслушување на избирачкиот одбор на посоченото избирачко место, да се пронајде записникот 15 за кој се смета дека го нема. Членовите на Државната изборна комисија изгласаа дополнително преслушување на членовите на Општинската изборна комисија, како и прегледување на доверливиот и недоверливиот избирачки материјал. Седницата продолжува по пристигнувањето на членовите на избирачкиот одбор на Општинската изборна комисија. Во тек е реконструкција на автопатската делница Неготино-Демиркапија. Инвестицијата изнесува 5 милиони евра, средства обезбедени од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Освен реконструкцијата на автопатската делница, и во општина Неготино континуирано се работи на подобрување на патната инфраструктура. Се реконструира автопатската делница Неготино-Демиркапија во должина од 16 км во двата правца. Инвестицијата изнесува 5 милиони евра, средства обезбедени од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски најави дека следната година ќе започне реконструкцијата и на автопатскиот дел од Велес до Градско. Инвестиција во вредност од 2,5 милиони евра. На коридорот 10 се градат многу градежни активности, постојано се обновува инфраструктурата. Се гради нов автопат, инвестиција од 210 милиони евра од Гевгелија кон Демиркапија. Инвестиција што е во завршна фаза и јас очекувам дека следната година комплетно ќе добиеме на коридорот 10 нов автопат. Освен реконструкцијата на автопатската делница, во општина Неготино континуирано се работи на подобрување на патната инфраструктура. Во наредниот период предвидено е изградба на локални патишта и тампонирање на улиците, изјави градоначалникот Апостолов. Ќе го направиме подпорниот зид во Неготино, во населбата Саат Кула, бидејќи таму има едно лизгалиште каде што повеќе години поред се осеќа на самото тло во населбата Саат Кула, а покрај тоа треба да се асфалтираат и патните правци од магистралниот пат, од исклучокот до централното подрачје на населеното место Тремник и исто така патниот правец во должина од 1 километар од мостот кај село Војшанци до централното подрачје на село Војшанци. Надлежните потенцираат дека со овие проекти целиот автопат од Табановце до Богородица ќе биде на ниво на брз и модерен автопат.
Завршија градежните работи на улицата 11-та Македонска бригада во Свети Николе. Инвестицијата за изградбата на новата улица е во вредност од околу 2 милиони денари. Средства обезбедени од локалната самоуправа на општината. Во целост завршена улицата 11-та Македонска бригада, која ги поврзува населбите Поглед и Горобински пат. Со изградбата на оваа нова улица решивме уште еден проблем со кој се соочувавме, вели градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев, а тоа е растеретување на другите улици во градот од тешките товарни возила. Со пробивањето на оваа улица. Првичната идеја на улицата беше само да се проби и да се истампонира. Ние немавме средства. Со ребалансот обезбедивме средства. Улицата сега е направена, овивичена, орамена, значи асфалтирана по сите параметри и улицата е многу корисна. Значи буквално многу корисна. Граѓаните тоа можат да го видат. Јас апелирам само на совесно возење, значи тоа се широки улици, бидејќи таа е собирна улица. Се работи за улица широка 6 метри, не е како овие другите улици, тоа нови улици. Може би на граѓаните им се чини дека треба да се вози побрзо, бидејќи е поширока улица, меѓутоа апелирам на совесно возење. Целата инвестиција за изградбата на новата улица чинеше околу 2 милиони денари, средства обезбедени од локалната самоуправа на општина Свети Николе. Малите компании својот полесен пробив на домашните и странските пазари можат да го направат преку Сојузот на стопански комори. Извршниот директор на оваа институција вели дека на македонските компании подотворени им се вратите и на големиот кинески пазар. Повеќе за ова гледајте вечерва во 21 часот во информативната емисија Отворено за, каде гостин на колешката Дијана Иванова е токму извршниот директор Митко Алексов. Сојузот на стопански комори има отворен пристап до кинескиот пазар. Значи тоа е ретка состојба и единствена во Република Македонија, бидејќи врз основа на договорот за соработка што Сојузот на стопански комори на Македонија го потпиша, тоа го потпиша нашата председателка господјата Данела Арсовска со All China Chamber of Trade and Industry, значи комората на Кина за трговија и индустрија. Тоа е најголемата стопанска комора во Кина со околу 4 милиони членови. Како Република Македонија имаме и бесплатен простор каде што одредени компании може како мустри примероци од своите производи да ги пласираат односно да ги промовираат за пласман на кинескиот пазар. Според агрометеоролозите, овој период од годината е идеален за садење на овошки. Тие велат дека ниските утрински температури нема да им наштетат на посевите и на насадите. Истовремено и лозарите започнаа работата со првото закројување на лозјата. Одлични услови за садење на овошки. Ова го велат агрометеоролозите кои според нив ниските утрински температури нема да им наштетат на посевите и на насадите. Истовремено и лозарите веќе ја почнаа работата со првото закројување на лозјата. И во наредниот период очекуваните временски услови само ќе ја продолжат ваквата состојба без поголеми промени, а презимувањето се изведува во услови кои се подносливи за растенијата. Високата влага во почвата допринесува за садење на овошки од сите видови, што се должи на релативно топлото време во текот на денот. Истото важи и за лозарите, кои со првото закројување веќе ја почнаа сезоната на работењето во лозовите насади. До 25 декември е пријавувањето на субвенции за земјоделските камати за проектите поддржани од ИПАРД програмата. Станува збор за субвенција која се однесува за половина од каматната стапка, која не може да биде поголема од 8% за кредити кои не се поголеми од 500.000 евра. Започна пријавувањето на субвенциите за земјоделските камати за проектите поддржани од ИПАРД програмата и истото ќе трае до 25 декември. Половина од каматата треба да ја плаќа државата. Субвенционирање на банкарските камати можат да побараат земјоделците и правните лица на кои им се одобрени нови инвестиции со средствата од европските предпристапни ИПАРД фондови.
станува збор за субвенција која се однесува за половина од каматната стапка, која не може да биде поголема од 8%, и за кредити кои не се поголеми од 500.000 евра. Целта на субвенционирањето на каматните стапки е поголемо искористување на парите од ИПАРД програмата, а ќе важи за кредити за земјоделството земени од сите деловни банки. Изложба на уметничка фотографија на Димитар Чунговски Чунга, насловена "Два света", беше отворена вчера вечер во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. На неа се прикажани 42 фотографии создадени во последните 9 години. Тоа се уметнички приказни кои авторот ги доживувал секојдневно и ги овековечувал со неговиот фотоапарат. Во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци вчера вечер беше отворена првата самостојна изложба на уметничка фотографија на Димитар Чунговски Чунга, насловена "Два света". На неа се прикажани 42 фотографии создадени во последните 9 години. Тоа се уметнички приказни кои авторот ги доживувал секојдневно и ги овековечувал со неговиот фотоапарат. Воден од кредото дека значењето на авторот не се мери според бројот на создадените фотографии, туку според досегот на неговиот творечки замав и уметнички ефект. Тој создава маркантни фотографии што на известен начин и представуваат авторски белег. При тоа своето раскошно фотографско мајсторство не го ограничува во еден омеѓен простор, туку со ист жар и творечка инвентивност создава во повеќе фотографски жанри. Димитар Чунговски Чунга е еден од најзначајните млади македонски фотографи чие што творештво не може да се одмине. Тој создава маркантни фотографии што на известен начин представуваат авторски белег. При тоа своето фотографско мајсторство не го ограничува во еден простор, туку создава во повеќе фотографски жанри, битно придонесувајќи за растежот на македонската фотографија. Јас сум горд што ова вечер, овој настан е составен дел на ова Кавадарчка културна есен, настан кој што е од областа на ликовната дејност, а кој што го застапува ја застапува уметничката фотографија. Димитар Чунговски Чунга, наш пријател кој што долги години се работува со нас, еве вечерва е со своја самостојна изложба и мислам дека овие прекрасни фотографии кои што се на овие зидови долго ќе бидат во вашите сечавања. Изложбата е сочинета од два света. Во првиот свет се представени фотографии создадени со фотомонтажа, а во вториот дел се представени претежно реални мотиви за да заврши со фотографијата сон, во која се спознаваме самите себе или другата личност во нас. Дали сето тоа е реалност или е сон, рече за своите фотографии авторот на изложбата. Самата изложба "Два света" поделена е на два дела, на реален и на имагинарен дел. Во реалниот свет можете да ги видите сите реални мотиви кои се наоѓаат околу нас и кои се доловени со фотографскиот апарат. Додека потоа во онај имагинарниот свет ќе видите повеќе различни мотиви кои се направени со добро познатите за мене како автор фотомонтажи, и секој гледач нормално треба да си добие некаква слика, да си направи некаков филм. Авторот Димитар Чунговски Чунга учествувал на повеќе домашни и меѓународни изложби, за што добивал многу награди и признанија, но ова му е прва самостојна изложба, а пето представување пред македонската публика. Јавното обвинителство на Република Македонија информира дека активно постапува по сите предмети поврзани со изборните нерегуларности кои беа оформени во предизборниот период. Во Македонија денеска на повеќе од 300 фарми и 800 хектари со пченка и сончоглед се употребува системот капка по капка. Вести од Земјева во продолжение. Јавното обвинителство на Република Македонија информира дека активно постапува по сите предмети поврзани со изборни нерегуларности кои беа оформени во предизборниот период. Основното јавно обвинителство Гостивар, подопрен глас, оформи предмети за наводите изнесени на седницата на Државната изборна комисија
за гласањето на изборното место 0396/1 во Гостивар за тврдење на едно лице дека му било оневозможено правото да гласа, бидејќи некој претходно гласал во нејзино име. Од страна на надлежниот обвинител се проверуваат наводите на гласачката во врска со дадените тврдења, односно дали таа била оневозможена да гласа затоа што претходно некој во нејзино име се потпишал во избирачкиот список или дали таа претходно сама го реализирала нејзиното право на глас. Предмет на проверка е и дали некој ги употребил нејзините документи со нејзина дозвола, се вели во соопштението од јавното обвинителство. Во Македонија денеска на повеќе од 300 фарми и 800 хектари со пченка и сончоглед се употребува системот капка по капка поради просечните приноси на зрно од 13 тони по хектар и на силажа од 87 тони со тројно поголеми од националниот просек, рече директорот на USAID во Македонија Джеймс Стаин, кој присуствуваше на земјоделскиот саем Тракторијада 2016 во Могила. Според него, земјоделците сами почнале да инвестираат во оваа технологија откако ги препознале бенефитите од наводнувањето со овој систем. Најмалку 13 лица загинаа, над 55 се повредени утрово при експлозија на автобус во близина на универзитетот во турскиот град Кейсери. Холандската полиција во Ротердам заплени 330 килограми кокаин, чија вредност се проценува на 10 милиони евра. Вести од светот. Турскиот председател Реджеп Таип Ердоган изјавил дека одговорна за денешниот напад со автомобил бомба врз автобус со војници, при што загинаа 13 лица, а 55 се повредени, е одговорна Курдската работничка партија. Сепаратистичката терористичка организација е одговорна за нападот, рекол Ердоган, додавајќи дека вакви напади би можеле да се поврзани и со настаните во Ирак и Сирија. Премиерот Бинали Юлдирим потврди денеска дека нападот во Кейсери бил извршен од самоубиец, оценувајќи го како злосторство против човештвото. Холандската полиција во Ротердам запленила 330 килограми кокаин, а во акцијата се уапсени двајца албанци. Вредноста на дрогата се проценува на 10 милиони евра. Полицијата се посомневала кога ги забележала криумчарите во област со висок степен на безбедност, каде пристигнувале контејнери, пошто веднаш извршиле контрола и ја пронашле дрогата. Овој настане потврда за зајакнување на албанската криминална мафија во оваа земја, јави тиранската телевизија ABC News, која се повикува на холандски власти. Денеска времето сончево со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата достигна до 8 степен. И утре не очекува ведро и студено време, а преку денот сончево со мала облачност и со благ пораст на температурата. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријетно!